Време е за разговорот со мои гости. Имено само ќе напоменам дека на 7 април овој месец се одбележа Светскиот ден на здравието, кога јавно се кажа дека секој трет, четврти или петти македонец страда од депресија. Имено денот од одбележувањето на Светскиот ден на здравието беше посветен токму на депресијата, а со мојот гостин денеска ќе зборуваме и за депресијата, меѓутоа и за заштитата на менталното здравје кај населението. Добре дојдовте во ова студио. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од емисијата и се надевам дека на многу граѓани ќе им помогнеме кога станува збор за оваа актуелна тема. Ви благодарам за поканата, добре ве најдов и ја се надевам исто така дека секогаш убаво си поминувам во вашата телевизија, посебно со вас, и дека ќе им доближиме на нашите гледачи работи кои ќе им помогнат да живеат поисполнет, посреќен и поуспешен, а секако и поздрав емоционално, ментално и физички живот. Споменав дека депресијата е се позачестена, точно можат да се лоцираат изворите од каде доаѓаат на таа депресија. Меѓутоа, менталното здравје е нешто што секој човек треба да го негува, да го штити, да превенира кога станува збор за нарушување, за да не дојде до некои подлабоки фази и заболување и психосоматски од секаков вид, за да може животот полесно да се турка, така да се изразам. Како специјалист во вашата област, психолог или гешталт терапевт, може ли да посочиме што представува менталното здравје? Многу убаво тоа го кажавте и покрај тоа што значи не сте специјалист во областа на психотерапијата, меѓутоа мислам дека и вие сте психолог по професија, така е, па добро ќе се работуваме. Основно нешто што сакам да им кажеме на гледачите, да им деловиме, е тоа дека човечкото суштество, ние како луѓе сме едни целовити суштества. Значи, затоа и гешталт психотерапијата потекнува од зборот гешталт, што значи целовитост. Значи, ние сме интегрирани суштества на една целовитост која што е поврзаност на умот, на телото, на физичкото и на духот, нашите потреби, емоции, желби, мисли. И да го поделуваме здравието на ментално, физичко, духовно, тоа е потребно од аспект на тоа за да го проучуваме подобро. Иначе треба да сватиме дека таа е една целовитост и дека сме ние здрави тогаш кога сме здрави комплетно на сите нивоа, и на физичко, и на ментално, и на емоционално ниво. И кога сето тоа заедно е, тогаш сме здрави, спокојни, мирни, среќни и креативни, а ако една карика недостасува, во случајов менталното или емоционалното здравје, тогаш тоа се одразува и на физичкото здравје. И покасно малку ќе споменеме, ако зборуваме за депресијата или анксиозноста, како сето тоа се одразува емоционалното, на менталното и на духовното. Кога зборуваме за менталното здравје, потребно е да кажеме дека тоа всушност представува една емоционална и ментална зрелост да се справуваме со позитивните и непријатните случувања кои ни се во животот, во сите аспекти што ги среќаваме на патеката наречена на живот. Значи, во текот на нашиот живот ние се сретнуваме со разни позитивни случувања и тука да умееме да бидеме умерени во радоста, во среќата, во прифаќањето. Меѓутоа, бидејќи животот е една целовитост, дека целата природа е една хармонија и тоа значи дека секојаш ги има и својот поларитет, противноста. И сега кога доаѓа до емоционално и ментално неспокојство, тогаш кога одбиваме да ги прифатиме непријатностите на еден зрел начин. Како што ни се случуваат убави работи, ни се случуваат работи кои предизвикуваат тага, значи загуба на одредена блиска личност, емотивен некој проблем, професионален проблем и загуба на самопочит, тогаш се јавува тага. Исто така може да се јави страв тогаш кога имаме проблеми во смисла на тоа дали ни е сигурно вработувањето, дали ни е сигурно општествената, социјалната средина. Тоа се јавува емоција на страв. И таа е природна, но не е непријатна емоција. И таа подолго трајно, ако биде и не се искажи, не се прифати како емоција во цел диапазон, значи позитивните и негативните емоции, се вклучувам тука тагата, стравот, страмот, агресивноста која доаѓа од фрустрираност, тогаш ако не ги прифатиме и ако не ги живееме
Бидејќи тие нас ни се еден патоказ како ние да се однесуваме во животните случувања, тогаш можеме да доведеме до одредени нарушувања на нашата целовитост и тоа постепено се јавува. Прво се јавува како еден благ отпор да ги прифатиме непријатните емоции и тука имаме едно емоционално нарушување. Значи емоционалното здравје прво почнува да се нарушува, а што значи емоционално здравје, за да го поврзиме со менталното? Емоционалното здравје всушност представува една наша способност или една емоционална интелигенција да бидеме свесни за емоциите што ги чувствуваме и доживуваме како резултат на задоволувањето или незадоволувањето на нашите потреби и очекувања и да се отвориме за цел диапазон на емоции, од пријатни до непријатни. Ги имаме пријатните, ги имаме непријатните чувства кои што подеднакво можат да бидат опасни и за емоционалното и за менталното здравје. Има луѓе кои што од преголема радост може, ако не знаат, нели, ако не се доволно зрели, да доведат до нарушување на можеби моменталната состојба, меѓутоа ги имаме и негативните. Негативните се одразуваат, свесни сме, повеќето луѓе го знаат сето тоа дека влијае на нашето целокупно здравје, ментално, емоционално и физичко, меѓутоа како да ги насочиме граѓаните кога таквите состојби се долготрајни? Кога не станува збор за нешто што е моментално, некој ќе не исплаши во моментот што ми направи, се исплашив, меѓутоа со тек на време тоа поминува. Оној страв кој што е постојан, кој што прераснува во фобија, кој што е се поприсутен, стресот кој што секојдневно го имаме и нема време да се изживее. Како да превенираме во таквите ситуации? Така, значи, дојдовме до осуштественото прашање, до прашањето на превенцијата и начините на превенција. И, како што почнав да кажам, значи имаме пријатни и непријатни емоции. Сите емоции се корисни. Значи, не смееме да ги избегнуваме непријатните емоции, бидејќи тие ни прават нас непријатни доживувања на физички план, на емоционален план и на мисловен план. Меѓутоа, тие се предупредувања доколку се реални. Доколку се реални, значи, стравот е реален за да го се спасиме од одредена непријатност. Тагата е реална, бидејќи треба да се повлечиме кога имаме загуба на некоја драга личност или загуба на нашата самопочит. Потребно ни е време да се повлечиме, да се соочиме со тагата. И кога правилно ја надминиме и ја изживееме тагата на адекватен начин, со свесност, одговорност и сите пропратни реакции, таа ќе стани завршен гештал, завршена целина, ние си го продолжуваме животот. И исто и со агресијата. Значи фрустрираноста. Ако сум фрустрирана да добијам некоја цел, значи имате некоја потреба да ја остварите, но некој ве фрустрирала, вие имате способности, ви се јавува агресија, односно ви се јавува прво една лутина. Доколку со асертивно однесување се научиме, со емоционални, значи вештини, компетенции, потенцијали, ние правилно да ги изживееме своите емоции, тогаш немаме проблем околу ова што ми го рековте и многу добро го објаснивте, околу траењето сега, интензитетот на емоциите. Тука зборуваме емоцијата онака каква што се ја прифаќаме свесно, тука се едуцира населението од најмала до најзрела возраст. Ја прифаќаме емоцијата, ја изживуваме емоцијата онака каква што е, колку и да е непријатна, и таа останува завршена работа. Сега вториот аспект на менталното здравје, што најпоќе им одговара на нашите гледачи, и тоа што многу често ние не сакаме да ги прифатиме емоциите. Например, тажна сум, ја потиснам тагата и на одреден начин си реагирам. Например, одам во друштво или почнувам, посегнувам по некои субстанции, како што е алкохол или нешто друго, потиснатата емоција. Таа значи дека е потисната од нашата свесност, дека ние не сум свесна дека сум тажна, меѓутоа тагата стои во мојата подсвест. И сега, колку подолго таа седи, таа преминува од емоција, преминува во депресивно расположение. Депресивно расположение значи дека е тоа долготрајно. Интензитетот може би се намалил, но таа тага почнува да тлее во нас. И може да премине во депресивно расположение, кое се уште тука сега можеме да работиме превентивно. Така. Работиме било со психолог, било разговараш со некој пријател, били следиш вакви емисии, или ведуваме некои работилници, како што јас работам работилници, после ќе зборуваме за тоа. И почнуваш, бидејќи си свесен за одредено депресивно, било анксиозно расположение од стравот, или пак фрустрирано, бесно расположение од агресијата, ако се тие потиснати, се уште ти веќе си во една состојба на малку нарушено емоционално, значи здравје или емоционална состојба, и тука превенцијата е да ја доведеш во свесноста, ти се уште е време веќе. Да ја доведам во свесноста мојата тага,
со помош на психотерапевт и психолог или друго стручно лице од оваа област. И понатаму свесноста сама таа ќе се изживее со помош на психотерапевтот и се враќаме во нормалното расположение. А зошто луѓето често прибегнуваат кон тоа занемарување на тагата и потеснување? Тука игра улога зрелоста и свесноста дека сопричина е тажен или можеби непријатното чувство ги тера да ја потиснат самата тага? Значи, повеќе причини може да има за тоа. Тука зависи сега и од интензитетот на случувањето. Тоа колку е преголема тага во тој миг, за свесно да се изживее, ако се работи за преголема загуба, тогаш може би и самата личност и колку да е зрела, таа не е спремна сега да е тагува и ја потиснува тагата. Меѓутоа, кога ќе почувствува спремност, таа ќе работи на својата тага. Меѓутоа, доколку не се едуцирани луѓето, поготово за младата популација, но не е исклучувани по зрелата популација, колку си наштетува со тоа што ја потиснува својата емоција, значи тука е од незнаење, од менталната хигиена, значи тоа се вика едно нова гранка во психологијата и во медицината исто има ментална хигиена или зачувување на менталното здравје и ние треба сега едни когнитивни сознанија да имаме, што сега им ги пренесуваме на нашите гледачи. Значи, ние ако имаме некои емоции, посебно за непријатните, најдобро е да се спремиме да ги прифатиме тие емоции свесно, со свесноста дека тие ќе ни бидат непријатни еден период, меѓутоа ако ги живееме на адекватен начин, тие здраво ги поминиме низ таа состојба. И тоа се вика сега емоционална зрелост. Таквите луѓе кои се свесни за своите емоции, ги прифаќаат своите емоции и ги изживуваат, се викаат емоционално зрели. Доколку пак сака да ја прифати својата емоција, меѓутоа мисли дека не умее да се справи со тоа, тука може да помогне психотерапијата. Ајде заедно ќе се справиме со емоциите и во една здрава и заштитена средина со психотерапевтот, ние потиснатата емоција ќе ја извадиме или пак онаа што се чува во резерва се уште во полусвесна ситуација и заедно со психотерапевтот ќе ја изживееме таа тага низ физичките сензации, низ мислите, низ болката. И тогаш пак се враќаме во здрава состојба. Помага ли плачењето? Многу. Помага, значи помага бидејќи тоа е манифестација на тагата, еден од аспектите. И тоа исто така доколку е на адекватен начин направено, значи заедно со една свесност дека тоа е манифестација на тагата. И сега кај машката популација на пример се јавува отпор кон плачењето заради предрасуди. Кај женската популација пак се јавува повеќе, тоа не е толку страмно, почесто е, меѓутоа самото плачење не е еден од основните показатели на тагата, но не е доволен. Значи, доволно е, потребно е да се справиме со емоцијата, свесно да ја прифатиме и една одговорност за интензитетот време траењето и што понатаму. Значи, тука екзистенцијализмот има многу големо влијание во психотерапијата, кој ти вели дека си одговорен за своите мисли, чувства, емоции и однесувања кои произлегуваат од нашите емоционални состојби. И заради тоа треба да работиме за емоционалната зрелост. Меѓутоа, кога зборуваме за превентивата, како тоа ќе го доближиме до народот? Најмногу ќе го доближиме до нашето население на тој начин што ќе воведуваме емоционално образование од најрана возраст, бидејќи во западните земји тоа го прават. Значи, развој на потенцијалите, на компетенциите, на капацитетите да се справуваме со нашите емоции, пријатни и непријатни, на еден здрав начин, а тоа го правиме преку воведување на емоционално образование, за кое секогаш се залагаме, баш и во неколку емисии имаме разговарано околу таа потреба да го воведиме тоа како превентива. Конкретно тоа доаѓа најпрво од родителите. Имаме тука некој традиционален сегмент кога станува збор за машко дете. Зошто плачеш, ти си маж, голем си, нема потреба од плачење, а кога доаѓаат девојчињата, ги галиме, ги тешиме, им даваме дозвола да плачат. И тука се крши тој сегмент на емоционално образование или ментално образование, како што можеме да го наречеме кон најмладите. Меѓутоа, како да се скршат тие работи, иако на Запад еднаквоста на децата не прави разлика. И тие се многу поподготвени да го примат животот понатаму, наспроти нашите деца од традиционалните поднебја каде што доаѓаме. Многу интересно видување имате, Оливира, како и вашиот креативен пристап многу ми се допаѓа на размислување на нештата.
основно значи на животот е една хармонија која значи единство на спротивности. Традиционалноста од една страна, што велиме, е позитивна, и тоа од друга страна може да има и слабости. Ние треба сега да направиме еден, ако сме здраво општество, еден креативен спој на традиционалното и современото. И тоа е суштината на ова емоционално образование. Да го задржиме позитивното, традиционалното, бидејќи тука имаме традиционални семејства, каде што имаме топлина, љубов, згриженост на децата и тие се чувствуваат заштитени. Од друга страна, па, за да ги надминуваме тие предрасуди, го ведуваме емоционалното образование кај децата, меѓутоа тика исто ги вклучуваме и наставниците и родителите. Тоа е нешто што може би во иднина треба да го размислува и Министерството за образование кога станува збор за продолжување на работата што родителот ја почнал. Според мен, ова е моje мислење. Да. Кога споменавме менталното здравје, споменавме превентива, ќе начнам тема депресија. Значи ли тоа дека актуелната состојба во земјава, кога станува збор конкретно за младите во смисла на тоа, имаме рефлексија на многу анализи, размислување од страна на експерти или специјалисти или така да ги наречам, првично момент е кршење на оној дел со образованието, кога станува збор, вели, има високо образование, нема реализација од високото образование. Бараме вработување, немаме вработување, имаме нерешени институционални состојби, политички проблеми, имаме иселување, па имаме останување тука, голем број на фактори и причини кога станува збор за една личност, независно на која возраст се наоѓа, да се соочи со депресијата во одреден дел од животот. Меѓутоа, јасно и гласно ќе си земам за право да кажам дека независно што депресијата е тука, таа се лечи и не е ништо страшно кога станува збор за надминување на оваа состојба како проблем, нели? Ќе ми кажете збор два повеќе пред се. Кои се главни причини? Мора ли да има некоја генетска предиспозиција за да ја добиеме депресијата, или таа може да ја стекнеме во текот на животот како последица на некои непријатни чувства? Пред се, кога станува збор за депресијата, треба да разјасниме дека постои разлика помеѓу депресивно расположение, затоа што многу често можеме да сретнеме во секојдневниот живот депресивен сум, да ми каже некој или раз да ни каже, или сами да си кажеме. Значи, тоа е едно депресивно расположение кое добро го објаснивме. Понатамо може да постои една депресивна епизода да се јави во животот како реакција на некои случувања. Меѓутоа постојат и депресивни, посериозни ментални нарушувања и тука најповикани се психијатрите. Тие многу добро се справуваат со овој феномен на денешницата, кој што, да не ги замараме гледачите со бројки, меѓутоа многу е сериозен проблем на денешницата и во светот, не само кај нас, ова што го набројавме. Значи, еве слушам секој пети човек во животот, барем еднаш поминал низ една депресивна епизода. Кога станува за посериозни депресивни нарушувања, тогаш психијатрите се тие кои што се најповикани со медикаментозна терапија, меѓутоа добро е тоа истото да биде комбинирано и со психотерапија и тука да добро се соработува, но главниот збор го има психотерапевтот. Меѓутоа кога станува збор сега, повеќе ние зборуваме кои се причините за појавата. И причини за појава може, пошто се безброј многу, не можеме сите да ги наброиме, обично ги класифицираме во две категории: причини кои што се од надворешна природа и причини кои што се од натрешна природа. Причините кои што се од натрешна природа, од нив ќе почнам, пошто се ова што го спомнавте, може да има генетска предиспозиција. Тоа е веќе наследен некој фактор, а исто така друго може да биде и во самиот карактер, вака условно речено тежок карактер. Било да е песимистичка природа, било да е некој анксиозен, ригиден или незрела личност. И значи, самиот карактер може да придонесе до појава на депресија, бидејќи не ги прифаќа реалноста, нема флексибилност за случувањата и заради тоа може да доведе до потиснување, ригидност и заболување. А надворешните фактори најчесто се стресогените фактори. Нормално сите овие што ги набројавме, било од лична природа, травматски доживувања, вклучувањето на несигурноста, значи бројни фактори кои можеме да ги наречеме стрес, стресогени фактори, и
како правилно да реагирам на стресот, и тука вклучуваме емоционалната интелигенција, која всушност го обучува индивидуата како да реагира во стресни ситуации, потоа травматски, посттравматски стресни пореметувања од големи трауми кои се случуваат, фала Богу, тие се поретки случувања, и на надворешните фактори можеме да делуваме на начин што ние самите ќе се припремиме како зрели автентични личности да приоѓаме на начин кој што ќе значи зачувување и унапредување на нашето ментално здравје. Меѓутоа, може истите тие, доколку не сме припремени адекватно, доколку не сме зрели адекватни личности, да доведат до депресивни епизоди или до посериозни нарушувања на оптимистичкиот фактот, што доколку се јават со потешки депресивни заболувања кај психијатрите, постојат адекватни медикаментозни терапии кои што не е проблем дека нема да се излечи болест, да се лекува. Меѓутоа, проблем е на оние големи бројот кои што не се јавуваат за лекување, и такавата болест доведува до ја зафаќа целата личност во трите аспекти. Значи, во емоционален аспект, во мисловен аспект и во физички аспект. И што е за најопасното? Физичкиот аспект, например, чувствува болки, тегоби, главоболки и секакви тегоби, болки неосновани во целото тело. Емоционалното е чувство на тага, на безвредност. Всушност, депресијата представува еден бес, тука има ја голема агресија или омраза насочена кон себе. Не е тоа чиста тага да се споредува со тагата, туку тоа е всушност еден страф, една анксиозност, едно омаловажување, чувство на вина, и тука психотерапијата помага во тие области. И што се однесува до менталното, размислувањето за безнадежноста на еднината, и најопасното е суицидните идеи. Меѓутоа, тука не сакам многу да ги заплашувам нашите гледачи, бидејќи ние повеќе сега сме фокусирани кон превенцијата и заштита на менталното здравје и кон овие благи депресивни расположенија кои што можат многу да ни помогнат, бидејќи ни укажуваат дека треба да работиме за себе. Школа во животот, само накусок ќе кажам. Имено, ги имаме тие депресивни моментални епизоди или расположенија, имаме тешка фаза на депресија како болест. Колку од личноста, независно колку достигнала на ниво во својата емоционална зрелост, се свесни за случувањата во нивниот организам, колку се свесни за состојбата во која што се наоѓаат, бидејќи споменавме голем дел од граѓаните не бараат помош. Значи ли тоа дека пак на традиционалното ми е страм да одам кај психолог, психијатар, или можеби не се свесни за собствената состојба? Како тука да се препознаат како симптоми, ќе ги наброиме ние, нели, тоа прекумерно јадење или воопшто нејадење, губење на апетитот, предолго спиење или намалено или несоница, тие се неколку од основните оние симптоми кои што се забележуваат кај лицето кои што се наоѓаат во депресија. Меѓутоа, колку самата личност е свесна, бидејќи тука имаме и појава на зголемен број на конзументи на оние на своја рака земени лексилиуми, диазепами, апаурини, да не ги набројувам тие лекарства кои што доведуваат до така наречено смирување на организмот и на лицето кое што има таква состојба. Следев неколку светски и истражувања во нашите простори тука во близината, и тие многу се бават со тоа што е она што ги попречува луѓето да побараат помош кога имаат одредени нарушувања, било од каква природа, во тој континуум од благо депресивно нарушување па се до тешка депресија, и како посегнуваат по неадекватни средства за намалување на депресијата. И сега можеме тука да спомнеме неколку моменти. Еден занимлив момент е тој што кај жените е многу повеќе, скоро 2 пати поголема застапеноста на овие депресивни состојби, да речеме, отколку кај мажите. И прашањето е зошто. Меѓутоа, вели, кај па машката популација 2 пати повеќе е зголемен алкохолизмот. И што ни укажува тоа? Дека машката популација повеќе во депресивните состојби бара една утеха или како да речеме лек што моментално може би делува во алкохолот, но покасно тоа многу негативно се одразува, и се тука имаме од примерен селва и секундарен проблем е алкохолизмот. Многу во алкохолизмот можеме да побараме, ако вратиме наназад, генезата е во депресивно расположение или па во депресија.
тоа може да ги спречи. Друго што може да спречи? Се уште како што читам, јас того немам тоа искуство, меѓутоа јас повеќе работам со здрава популација и популација што е до благи депресивни расстройства. Иначе кога е посериозно, веднаш го патувам јас на психијатар или на клинички психолог. Меѓутоа проблемот е општо земено од истражувањата другите што го кажуваат, науката и истражувањата, дека постои некоја отпор заради стигматизацијата на поимот се што е поврзано со психологија, психијатрија, посебно психотерапија и затоа се трудат тие психотерапевски работилници или пак психијатриските оделенија да ги стават на попријатни места за луѓето да го намалат отпорот. Меѓутоа пак сега гледам па најновите истражувања кажуваат дека тој отпор се повеќе се намалува, бидејќи го воведуваме ова дека психологот, психотерапевтот, па и психијатарот служи за може да ни помогне за превенција, значи за надминување на проблемите со кои се соочуваме, за надминување и правилно соочување со проблемите, за развој на нашите потенцијали, на нашето ментално здравје и да станеме ние зрели, целовити личности кои што во позитивната психологија и хуманистичката психологија се зборува дека човекот во основа е позитивно суштество. И ние луѓето имаме една способност за организмичка саморегулација и да постигнеме хомеостаза. Ја имаме ние таа способност, меѓутоа како ни се нарушува? Сами си ја нарушуваме или ни ја нарушува средината со ова што вие го кажавте? Со можеби традиционалното воспитување кое не насочува да бидеме она што не сме. Кога почнуваме да бидеме она што не сме, ние губиме својата права природа. А всушност ние и во самата природа можеме да најдеме таа хармонија, бидејќи како што рекол основачот на гешталт терапијата Фриц Пелс, ти вели, се во природата е хармонично. Ниту еден цвет не посакал да е живобитие, тој си е цвет и зато си е убав, спокоен во својот мир, како и си екзистира како цвет. Ниту една птица не посакала да е риба, ниту еден слон не посакал да лета и заради тоа вели се е хармонично, се прифаќа такво какво што е. А ние луѓето во нашата потреба за еволуција, значи тоа е многу добро бидејќи еволуираме, меѓутоа можеме да застраниме и да почнеме да не се прифаќаме такви какви што сме, туку да сакаме да бидеме нешто што не сме и тука ни се јавуваат нас проблемите да не можеме да бидеме здрави автентични личности. Затоа психотерапијата што вели, што е здрав, а што е нездрав? Нездрава личност. Здрава личност е автентична личност. Значи, ако јас сум природна, ако јас сум створена да го правам ова, зашто го правам, и јас со својата самосвесност сум ги открила своите потенцијали, одам кон нивни развој. И природно, спонтано си се изразувам, знам што е пријатност, што е непријатност, знам како да реагирам, автентична сум, одговорна сум, јас сум здрава личност. Меѓутоа, доколку не уживаш во животот, додеку не ја знаеш својата права природа, доколку правиш нешто што не ти е во твојата природа, ти почнуваш да стануваш ригиден, незадоволен и тогаш е извор на различни пореметувања од ментална и емоционална природа, па тука е депресијата, анксиозноста и други фобиите и другите форми кои што го нарушуваат не само наш потенцијал да донесуваме ние да бидеме стрикни, туку ние штетиме бидејќи не придонесуваме на нашето општество или можеме да се однесуваме на начин да им не наштетуваме на другите луѓе. А суштината на нашето постоење е бидејќи ние не постоиме како изолирани суштества. Вие тоа добро го споменавте, општеството. Со сите случувања, ние живееме во една целина и во таа целина треба да ги задоволуваме своите потреби автентични на начин да не им наштетиме на другите, туку и со својот пример исто така и да им помогнеме. Само почетта и само реализацијата. Тука некаде низ општиот живот, нели, секојдневно гравитирам низ градот, подалеку, неважно, се забележува навистина едно ниско ниво на себереализација кај луѓето, само почетта ја нема, довербата во себе си. Зошто е тоа така? Тоа е природен процес на развојот. Значи, ние луѓето имаме неколку потреби основни. Потребата за сигурност. Тоа колку не е задоволена, се јавува страв. И сега, тука, за да го победиме стравот, треба да развиваме храброст. Храброста е соочување со она што не плаши. Одиме понатаму. Потребата да бидеме сакани и прифатени. Доколку не ни е задоволена таа потреба од емоционален или социјален аспект, се јавува тагата, веќе разговаравме за неадекватниот и неадекватниот пристап кон неа. И одиме потребата да бидеме почитувани, а тука, значи, се јавува самопочитта. Доколку не сме реализирани како личности, ние всушност се уште се бараме себе си, тука немаме добро, уште не знаеме дали ни е висока, адекватна или ниска самопочитта.
и самодовербата, тие се тесно поврзани. И таа потреба, иако се гради од најраната возраст, меѓутоа, за да се развие нашата самодоверба и самопочит, ние потребно е да се актуализираме и да се докажеме во одредени области, оние за кои што имаме потенцијал, и тогаш самодовербата сама си доаѓа. Меѓутоа, проблем со самодовербата е, иако тој се јавува од најраната возраст, со љубовта на родителите и да се прифатиме такви какви што сме, тоа е една друга тема на која можеме многу да зборуваме и многу е занимлива една цела емисија да посветиме на тоа. Меѓутоа, би сакала да кажам за самодовербата и самопочитот дека таа е најдобра тогаш кога е оптимална. И превисоката самодоверба е штетна, како и прениската самодоверба, бидејќи прениската самодоверба не намалува во нашите потенцијали и ние не се осудуваме да го правиме она за што сме способни, а превисоката самодоверба па не поттикнува да правиме и работи за кои што не сме способни, а некош и превисока е поврзана и со криминални активности. Превисока, а не објективна. Објективната самодоверба е реална самопроцена, оноко колку што можам јас и колку што ме бидува и толку си имам самодоверба, објективна ми е таа, и кога, што не значи дека во секоја ситуација јас ќе бидам со оптимална самодоверба. Колку што сум позрела личност, јас толку имам пооптимална самодоверба. Меѓутоа тоа е нормално. Да не го сватат гледачите тоа дека доколку јас не делувам оптимално, јас сега немам самопочит или не треба да се почитувам себе си. Тоа да се разборуваме за почита, може да е пониска самопочита, меѓутоа со психотерапија се работи на тоа методи, техники, има и активности, како да порасне самопочитта до она реална, оптимална самопочит. Значи, и подобро да си има пониска самопочит, отколку превисока самопочит. Бидејќи пониската самопочит нас не тера на активност, да работиме на себе и да ги изразиме своите потенцијали, и тоа се така наречени страмежливи и повлечени луѓе, има потенцијал. И тој ќе дојде, ќе работи да си ја подигни својата самодоверба. Многу е потешко со многу висока самодоверба, а со неадекватни способности. И општеството најпоќе проблеми има од такви луѓе. Доаѓаат ли често пациенти кај вас? Еве, пациенти, така да, клиенти ќе ги наречам, луѓе кои што доаѓаат се свесни за својата состојба и бараат помош од најразлични видови. Во смисла, прашувам дали се скрши она алка кога на психологот се гледаше чудно и на човекот кој што посетува психолог се гледаше чудно. Така сега, јас сум малку поспецифична во оваа област, бидејќи јас работам со здрава популација, и бидејќи работам со здрава, условно со здрава популација, со одредени проблеми. Има и посериозни проблеми и нарушувања, меѓутоа со нив не работам толку ги упатувам онаму каде што е адекватно, на психијатар и на клинички психолог. И немам отпор, бидејќи јас го правам тоа на начин кој што е едукативен, затоа што мојот докторат емоционална интелигенција всушност значи психотерапијата да се воведи на мала врата, без отпор, да речеш емоционална интелигенција, тоа е една способност која се развива. Да развиваме самосвесност, да развиваме самодоверба, да развиваме самопочит, комуникацијски интерактивни вештини, да развиваме емпатија. И тоа јас го правам на начин што тоа ги едуцирам и на факултетот кај што предавам. Например, развој на лидерски вештини, развој на менаџерски способности. Кај моите вработени тие спонтано доаѓаат, си разговараме за проблемите нивни, со нивните деца, и заради тоа, бидејќи се работи за поблаги проблеми, за личен раст и развој, нема отпор. Сега најново би сакала да ги информирам и гледачите дека од Скопје многу има такви работилници што прават здруженија, и заедно со една моја драга битолчанка, која што сега е преселена во Скопје, психотерапевт Вера Димовска, по нејзина иницијатива отворивме едно здружение кое што се вика Анима, и сега на периоди правиме работилници. Направивме сега работилница, значи не само Скопје, таа доаѓа Битола и заедно работиме, која се нарекува емоции кои лечат. Сега друга работилница ќе правиме развој на емоционалните вештини, развој на самодовербата. И тука да им ги доближиме на граѓаните, за различни возрасти се работи, да видат колку е тоа пријатно, а е едукативно, значи нема стигматизација. Тој пристап јас го правам за да им се доближам до популацијата, до клиентите или до соработниците, јас како што ги нарекувам. Сама го наметнавте следното прашање, кои емоции лечат? Значи, ќе ви го одговорам ова, меѓутоа не одговорив за самоактуализацијата. Кога реков до самопочитта и самодовербата, после следна потреба и највисока потреба според Маслов е потребата да се самоактуализираш и да бидиш најдобра верзија од себе си, и тоа е самоактуализација. Значи, со возраста
таа потреба се повеќе расте, меѓутоа и во млада возраст вечината се само актуализираат бидејќи се автентични, такви какви што се. И затоа се толку убави и мили. Кога се малечки тие и кога ќе плачат и во секоја состојба тоа се актуализираат во својата права природа. Ние возрастните исто така со растењето треба духовно да растиме, емоционално да растиме, ментално да растиме и да дојдеме до својата права природа, а тоа е да бидеме најдобрата верзија од себе си. И тоа е само актуализација и тоа води до автентичност. Тоа што се однесува ви го должев на претходното прашање. И сега за следното уште еднаш да ме Кои подсетите? емоции лечат? А тоа беше работилницата. Сите емоции лечат кога свесно ги прифаќаме, кога свесно ги живуваме и кога сваќаме дека емоцијата е нашиот пријател и го ставиме во функција бидејќи тоа е извор на енергија. И тоа е најдобриот показател за она како треба најадекватно, најздраво и најсуштествено да делуваме и тогаш ќе делуваме како автентични суштества кои што се прифаќаат себе си и кои придонесуваат за општеството во кое што живеат. Можеме редовно да помагаме кога станува збор за емоциите кои што се нарушени кај лица кои што дошле и да побараат помош. Првиот чекор е тежок, велам јас, меѓутоа потоа со разговор со луѓе кои што се драги, пријатни, кои што се емотивно зрели, може да дојде до помош кај одредени лица, посебно кај помладата популација. Кај помладата популација, дури јас не го нарекувам тоа помош, туку го нарекувам развој. Тоа е толку прекрасно да работиш со млада популација која што има потреба за личен раст и развој. Тоа е многу убаво, бидејќи заедно растеме, растејќи значи, растејќи младата популација, например, вие како млада личност се развивате, се уште имате потенцијали, кога растете вие расте и психотерапевтот заедно со вас, бидејќи таа е една паралелна, една хоризонтална релација во која што имаме јас ти однос сега и овде. Свесноста на живењето им го доловуваме, бидејќи во свесноста, ако живееме во сега и овде, тоа е многу нешто екзистенцијално, бидејќи овозможува цела енергија да ја насочиме кон сегашниот проблем. И затоа се вели во психотерапијата, минатото е сеќавање, иднината е фантазија, и сега она само што постои, во кој треба да живееме. Го споменавме и лидерството, нешто кое што е ваша професионалност. Се поактуелно е да се биде лидер, се поактуелно е да се биде оној кој што ќе ги води другите и сите на некој начин преку нашето природно его се бориме кон тоа лидерство. Колку младите денеска се заинтересирани да бидат лидери, да научат да бидат лидери, да применат мерки, техники, практики за да можат да го достигнат тоа ниво? И се нова прашање можам да ви одговорам од два аспекти. Едниот аспект е дека се повеќе луѓе сакаат да се едуцираат за лидерски професии и предметот кој што јас го предавам на постдипломските студии на Бизнис академија Смилевски е лидерство, а додека пак предметот кој што го предавам на Меѓународниот Славенски универзитет е развој на човечките ресурси, менаџирање со нив и пак менаџмент и лидерство. И сакам да кажам дека овој им е еден од многу интересните предмети, бидејќи е предмет кој е практичен, кој многу содржи психологија и ги развиваме интерперсоналните вештини. Значи, додека кај менталното здравје повеќе зборуваме за интраперсонални вештини, спознавање на себе си, овде зборуваме за комуникацијски вештини, за лидерски вештини, за развивање на емоционални состојби кои како што се оптимизам. Значи, постои научен оптимизам. Ако е природна личноста песимист, таа не може да делува харизматично на својата средина и сега како да станам јас харизматична личност за да може да поведам луѓе во одредена област. Значи, има лидери во различни области, не може да биде лидер само во политика или лидер само во компанија, може да биде лидер, например, во социјалниот живот, во семејството, во личниот живот. И прво пред се ние сите сме лидери на себе си и на својот живот, односно лидерството е една способност да направиме да сакаат луѓето да не следат доброволно без присила. И сега тоа значи да имаме одредена харизматичност. А харизматичноста пак се враќаме на менталната и емоционалната зрелост. Харизматична е она личност која е автентична, која е природна, која живее во сега и овде, која има позитивни емоции, например, првата од позитивните најсилни емоции која помага кај другите е храброста. Честноста, карактерните црти, ова моралната димензија на личноста. Значи,
прво ги изучуваме кои димензии треба да ги развиваме и потоа ги развиваме. Емоционалните вештини се вештини кои што се развиваат на адекватен начин низ овие сите методи кои што ги набројав и кои понатаму практично ги работиме, додека пак карактерните црти се нешто што треба да си го развива човекот што од најраното детство и тука многу малку можеме да помогнеме, бидејќи тоа е волевата и моралната страна на личноста. Еден лидер значи треба да биде чесен и цврст, тоа е карактерниот аспект, а другите емоционалните вештини ги развиваме и ги учиме. Како што се оптимизам, храброст, харизматичност и така натаму. Ако ја поделиме личност во однос на онај карактерен и вештински дел, карактерот, сама кажавте, е нешто каде што полека, каде што многу малце може да се влијае доколку самата личност не одлучи спротивно. Меѓутоа, вештините се работи кои што се учат, некој повеќе, некој помалку, зависно од способноста, меѓутоа се учат и се стекнуваат. И со труд и со работа се достигнуваат целите. Она што сакам да го прашаме, психологијата ми е многу интересна кога станува збор за во некомуникацијски дел, самото држање на телото, говорот на телото, фацијалната експресија, сите тие покажуваат и откриваат дел од нашата личност, кои сме ние, наспроти делот колку сме ги развивале или колку тие доаѓаат сами од нас без да бидеме свесни за нив. Може ли човек да не прочита од нашите гестови? Значи, ова е се уште едно прашање кое што многу ја допира психологијата во низината недлабока суштина, посебно за психотерапијата или развојот на емоционалните вештини. Зошто тоа го велам? Значи, малку подолга елаборација ќе направам, меѓутоа ќе биде занимлива. Почнуваме, значи, можеме да ги развиваме овие вештини и ако доколку ги развиеме овие вештини, ние не само што самите ќе се презентираме во најдоброто светло, бидејќи ќе бидеме автентични, тука ќе можеме да ги прочитаме и другите луѓе низ невербалната комуникација. Меѓутоа, зашто е за тоа потребно? Значи, едно е големо патување на емоционалната зрелост, кој започнува со свесноста. Свесноста, значи, има различни нивоа. Свесноста прво треба да ја развиеме за себе си, со техниките свесност за сега и овде. Кои сум јас, кои се моите позитивни, кои се моите негативни страни. Свесноста се е доживувачка емоција. Например, колку сум свесна сега во овој момент, што јас чувствувам, додека сум пред овој медиум, додека сум во контакт со мојата драга пријателка Оливера и колешка. Како се чувствувате вие, значи, свесноста, тоа е првата и многу висока форма на свесност. Има луѓе кои не сакаат да бидат свесни, имаат отпор да бидат свесни, тоа е ниско ниво на свесност. Има луѓе кои што се свесни за својата емоција, меѓутоа не се свесни која е емоцијата, како се вика, кој е нејзиниот интензитет и од каде потекнува. Тоа е неинформираност веќе. Тоа е една друга форма на свесност, сега кажуваме од 0 до 100 свесност. Значи, прво воопшто не сум свесна што чувствувам, изборам како машина и си досаден. Так. Не можеш ни да бидеш лидер ни пријател. Второ, свесна сум се чувствувам сега, свесна сум како, од каде потекнува тоа чувство и кој е интензитетот на моето чувство. Тоа е една. Потоа каузалноста. Свесна сум дека се чувствувам вака заради пријатниот амбиент. Значи, пријатно се чувствувам бидејќи ми е пријатен амбиентот. Го знам интензитетот, меѓутоа знам и каузалната поврзаност. И после тоа доаѓа ова што ми го прашувате вие, значи следниот чекор е емпатијата. Свесна сум како вие се чувствувате. Емпатијата е свесност различна од сочувството. Сочувство интелектуално, отприлика претпоставувам како се чувствува. Меѓутоа, за да бидам јас емпатична, треба да знам како се чувствува водителот, кои се одговорностите, значи да ја замислам улогата на водител на оваа емисија. Потоа да сум емпатична кон нашите гледачи, јас треба да сум свесна, например, тој што ме гледа, дали му сум пријатна или не му сум пријатна, значи улога на гледач. Јас кога гледач што би сакала да гледам? Како, дали му сум пријатна, дали не им сум пријатна, дали е занимлива или не е занимлива темата. Значи, емпатијата да се проширува и на оние што не ги гледаш. Емпатијата е една од најзначајните карики која не води кон интерактивните вештини. Ако останеме само на емпатија, значи има луѓе силни емпати, меѓутоа таа сама по себе може да ни биде и штетна. Бидејќи јас како емпатична имам осеќ што чувствувате вие, меѓутоа и тоа ми е како побарување што треба да направам. И сега замислете еден емпат кој ја осеќа емоционалниот пейсаж на целата средина, еден антиемпат кој воопшто не го чувствува тоа и тоа многу ќе ми биде мене тешко ако сум јас само емпатична и одам кон највисоката свесност.
Што со мојата емпатија? Тоа е интерактивна свесност. Значи, како моето однесување ќе делува на вашите емоции, како јас да се однесувам за вие да се чувствувате пријатно, а јас да се чувствувам пријатно, и тоа се така наречени вин-вин комуникации, победа. Тоа се најсложените интерактивни вештини, тука се комуникацијските вештини. На нив работиме, меѓутоа тоа е еден долг процес, не можеме директно на интерактивни комуникации да преминеме. Тоа е како врвот на свесноста, на интерактивна свесност, и тоа што се вешти преговорачи. Тука, значи, психолозите би требало да имаат таа способност, поготово кога работиме во групна психотерапија или групни работилници, јас ги нарекувам тоа за развој на вештините, и тоа некогаш им го кажувам на моите студенти, и многу им е интересно, бидејќи ти се пријатни доживувачки техники, кои што во некоја прилика, ако сакате, можеме и за нив да разговараме кои се тие техники. Секако верувам дека нашите гледачи ќе бидат заинтересирани за нови теми, нови искуства, па секако и работилници овдека со вработените во Мега телевизија. Доктор Марија, јас ќе ви заблагодарам за вашето присуство. Времето е тоа што го имаме на располагање, разговорот ни е долг и можеме уште долго да разговараме, меѓутоа ќе мора тука да ви кажам уште еднаш благодарам што бевте дел од Мега телевизија, нели, од оваа емисија. Се надевам дека во наредниот период ќе имаме повторно прилика на нови теми да разговараме и да се доближиме што повеќе до граѓаните. Ви благодарам и вас, драга Оливира, поздрав до гледачите, се надевам дека успеавме нешто корисно да им пренесеме и во секое време сум на располагање за овие теми, бидејќи јас исто така уживам кога разговарам за нив. Ви благодарам. Ви благодарам и јас, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму, во продолжение ќе зборуваме за пушењето.